тренер по бадминтон, доктор Зоран Ханџиски, специјалист за спортска медицина, како и Ина Стефановска, едно талентирано, перспективно младо девојче, кое што е едно од најдобрите во својата генерација во спортот кој што го тренира. Најнапред, добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден. За почеток, би сакала да ве запрашам со оглед на тоа што денес правиме една паралела со бадминтон како еден прилично нов спорт, можеби не многу актуелен во Македонија и она што како нели спортот се препорачува за добро здравје, би сакала да ве запрашам од кога е застапен бадминтонот во Македонија? Почетоците на бадминтон спортот во Македонија негде од 2003 септември месец, тогаш беше формиран првиот клубот Оникс, кој што беше во салата на Средното гостителско училиште, подоцна се формира и другите клубови, како Лисици, како Скопје, Пикок, па подоцна и клубот ВИП, па и во другите градови, како во Прилеп, во Виница, Винчини. Тоа беа првите почетоци на бадминтон во Македонија. Така, како се развива до денес? Дали сте задоволен од можеби актуелноста која што ја има? Па со оглед на тоа дека е пак релативно нов спорт во Македонија, некои 8 години, добро напредуваме, тоа е заслуга на нормално луѓето што сме инволвирани во спортот, што навистина го сакаме во спорт, почнувајќи од себе. Се трудиме да со помош на вас медиумите да тоа го популаризираме, нели да го доближиме до народот. Па задоволен сум. Има ли некои специфичности по кои препознатлив овој спорт? Па специфичностите се има. Нормално потребна е доста концентрација за овој спорт, потребно е доста брзина, рефлекс. Тоа е заради тоа што со ова топче постигнува голема брзина при ударот. При оној смеч удар кој што важи за еден од најсилните удари, тогаш се постигнува најголемата брзина на ова топче. Последно измерена од Лин Дан, тоа е од Кина, се важи за еден од најдобрите играчи во светот. 450 км на сат. Значи, тука ви треба концентрација, тука ви треба рефлекс, брзина, исто така е доста динамичен спорт. Малку знаат луѓето во Македонија дека стварно тоа е динамичен спорт, се додека не дојдат влезат во сала и да видат. Ние сме малку скептичен народ за новитети, но додека не увиди за што се работи, не може да знае. Значи тоа, напоменав дека е доста динамичен спорт, доста треба да се истрча на корт, во еден изигран гем професионален е до 3 до 4 км истрчани на терен. Па нели тука се 2 гема за да го одреди победникот, па ако е нерешен резултатот ќе се игра и трет. Просек статистички земано негде околу 9 км истрчани на терен. Тоа значи дека многу треба да сме спремни кондиционо, моториката, брзината, рефлексот, се тоа да не биде на врно ниво. Така, велите дека треба навистина голема концентрација. Освен кај концентрација, треба и голема кондиција за да може да се истрча сето ова. Кажете ми, колку време е потребно во текот на една недела да се помине во сала вежбајќи бадминтон и односно не само бадминтон, туку и колку време поминувате на кондиционите вежби? Зависи дали е тоа професионално или рекреативно. Значи, за професионално треба секој ден работа, значи минимум 2 до 3 сати. Треба да се обрне внимание на кондиција, треба да се обрне внимание на техниката, футворк, сите тие работи што се неопходни за да се постигне оној врвен резултат. Иначе за рекреативно зависи од човекот, нели колку е он спремен, дали он е почетник, дали веќе се занимава подолго со овој спорт. Доволно за еден интензивен тренинг од саат до саат и не повеќе, не би ми можел повеќе да издржи. Саат до саат и во текот на целата недела, секој ден? Не, во тоа зборам во текот на еден ден, нели. Во 3 пати неделно е доволно, минимум 2 пати за да имаме некаков успех во поглед на тоа, за да добиеме, стекнеме кондиција, да регулираме тежината нормално. Да си доктора, слушнавте колку се препорачува